Дженифер Анистон е повторно среќна, а по месеци шпекулации реши да ги потврди сите приказни. Джим Кертис е новата љубов на миленичката од пријатели. Поради Дженифер Анистон, една од најголемите холивудски ѕвезди на новата ера, многумина се уште ја бойкотираат Анџелина Џоли, која и го украде Бред Пит, барајќи фризура како Рейчел Грин, сега класика за убавина, и се прашуваат дали тајната на незината вечна младост е во незиното грчко потекло. И на 56 годишна возраст, кога конечно се помири со себе и со некои работи, реши повторно да биде среќна и да даде нова шанса на љубовта. Бред одамна го нема, заборавете. Незиниот втор сопруг Джастин Терум исто така е некаде во ходниците на историјата. И Тейт Динован и Винс Вон и сите други што и ги припишуваа. Сега главната ѕвезда во незиниот живот е згодниот хипотерапевт Джим Кертис, кој нема апсолутно никаква врска со филмската индустрија или светот на шоу-бизнисот. Ги запозна заеднички пријател, а за прв пат разбудија сомнежи во јули на јахта за време на одмор во Шпанија. Нежните прикратки не натираа да помислиме дека има нешто повеќе, меѓутоа немаше потврда. Се до вчера, кога конечно пристигнаа конкретни докази. Среќен роден ден, љубов, напиша актерката покрај фотографија на која го прегрнува насмеаниот Кертис одзади. Додадем само еден збор скапоцено, и тоа беше доволно. Тој е сосема различен од сите со кои била досега, додава близок извор. Да, тој е различен и е 7 години помлад, а таа очигледно го сака, бидејќи сите забележале дека едноставно блеска и дека на 56 години изгледа исто како кога го снимал пријатели, можеби дури и подобро. Фронтменот на Coldplay Крис Мартин наводно продолжил понатаму во љубовта по раскинувањето со актерката Дакота Џонсон, со која беше свршен. Се шпекулира дека сега излегува со незината колешка актерката Софи Тарнер, ѕвездата од Игра на тронови, со која наводно бил на неколку состаноци, а сега се појавија и некои нови информации. Тие биле неколку пати на состаноци во Лондон. Се уште ново, но меѓу нив има одлична хемија и дефинитивно има искра меѓу нив. Имаат многу заедничко, а Крис е дефинитивно нејзин тип на маж, изјавил извор за US Weekly. Двајцата се запознале пред неколку години, патем. Се зближиле поради тоа што се британци, како и нивната љубов кон музиката, тврди изворот. Тој исто така рекол дека се запознале преку заеднички пријатели, додека актерката се уште била во брак со Џо Џонас, со кого има 2 деца и од кого официјално се развела во септември 2024 година, една година откако се разделиле. Се меѓу нив од секогаш било пријателско, Софи од секогаш го почитувала Крис и била голем негов обожавател, како и на неговата музика, дури и пред да го запознае. Таа знаеше и да се шегува дека има симпатии кон него, па затоа е смешно и изгледа нереално што тие навистина се поврзале на романтичен начин во реалниот живот, били изворот. Милан Младеновиќ е роден на 21 септември 1958 година во Загреб. Тој беше југословенски рок музичар, најпознат како пеач и гитарист на белградската рок група Екатерина Велика. На 6 годишна возраст неговото семејство се преселило во Сараево, а во 1970 година во Белград, каде Младеновиќ матурирал во 11-та гимназија. Подоцна за своето детство тој изјавил: Сараево веројатно мрачно влијаеше врз мене. Бев сам многу воинствен, вистино љубив, мал и постојано се тепав со постарите од себе. Тие секако ме тепа и така се враќав дома крвав, плачејки, и тоа траеше во текот на тие 6-7 години колку што живеев таму. Бев момче со очиле, носев танго гитара под пазува. Одев на часови кај славниот Гари Гаринча. Од него научив неколку акорди, потоа се преселив во Белград.
Драматургот Дејан Дуковски, еден од најизведуваните македонски драмски автори, ќе биде автор во фокус на 60-тиот јубилеен македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински во Прилеп. Фестивалот ќе се одржи од 12 до 19 јуни 2026 година. Фестивалот ќе му посвети ден на авторот, во кој со различни содржини ќе биде потенцирана важноста на Дуковски за македонската театарска меморија и култура. Со повеќе од 150 евидентирани премиерни изведби на своите драми на сцените низ светот, Дуковски е најизведуваниот македонски автор надвор од Македонија. Освен драмски текстови, Дуковски е автор и на сценарија и драматург. Дипломирал на одсекот за драматургија на Факултетот за драмски уметности Скопје во класата на Горан Стефановски. Од 2015 година работи како драматург во Македонски народен театар Скопје. Според информациите од таму, Буре барут е најпоставуваниот драмски текст на Дуковски, кој покрај праизведбата во МНТ е изведен и на уште 19 сцени и на речиси толку јазици, меѓу кои и во Грција, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Германија, Данска, Холандија, Шведска, Јапонија, Бугарија, Турција.